Бојана Митовска од Скопје е девојката која што уште како дете почнала да се занимава со сладкарство или првите изработени колачи кои што таа ги има направено, а биле кога била како дете, а веќе 15 години активно ги прави, со право може да кажеме, највкусните колачиња и сладки во градов, па и пошироко. Custom Cakes by Бојана е профилот на кој што можете да ја најдете секако, а ова утро во Добро утро секое утро ве запознаваме токму со нези со сите овие прекрасни новогодишни и божикни колачиња кои што таа ги изработува. Бојана, ќе ти посакам добро и убаво утро, ти благодарам на одвоеното време, затоа што ќе имаме можност да ги запознаеме гледачите за твојата навистина креативна работа која што ја работиш веќе 15 години активно. Како започна твојата приказна со сладкарството и се сеќаваш ли можеби на првиот изработен колач кој што го направи? Прво добро утро и на вас. Драго ми е што дојдовте да не посетите на новогодишниот базар тука во Скопје Сити Мол. Со сладкарство професионално се бавам веќе изминатите 10 години, меѓутоа сладкарството ми е љубов и пасија со која што се бавам од дете искрено. Стапките во сладкарството за мене беа природни затоа што потекнувам од пекарска фамилија, така да лесно ми беше почетокот, имав од кога да учам, кој да ме воведува во тоа, меѓутоа сепак тука си е љубовта и страстта према изработките на сладки, на торти. Да, навистина, она што можеме сега да го забележиме во овој празничен период се многу видови, повеќе можеби од 100 видови на различни украсени путер колачиња, но и сите останати кои што ги правите и од каде целата инспирација ја црпите? Мене лично новогодишниот период ми е омилен период од годината, така да лесно ми е да дојдам до инспирација. На новогодишни базари веќе креирам 5 до 6 години наназад, така да секоја година гледам да има нешто поново, поразлично. Купувачите даваат доста идеи, така да инспирација лесно да се исцрпи. Да. Што е најтешко можеби во целиот период на изработката? Колку време ти е потребно можеби да го осмислиш дизајнот, како ќе биде колачето украсано? За мене работата почнува многу пред да почнам физички да ги изработувам, треба да осмислам, затоа што сепак за на базар се работи за поголема количина, така да си ги планирам однапред. Идејата е првична, а работата после кога ќе почнеш сама си оди, инспирација добиваш уз работа, самата креативност е во работата, така да не ми одзема многу време. Планирањето си го гледам да ми е тоа планот ми е најмногу време ми одзема. Да. Што се може да се најде моментално во вашата колекција имам изложена, путер колачиња новогодишни, како вие тука што може да ги видите, најактуелното топло чоколада. Навистина мора да признам дека се како цртани со боја. Се цртани. Но сепак се јадат и се јадат, така, да. Има джинџер-бред тесто со зачини и обично ванила за некои што се алергични или на мед, на какао, на цимет. Најактуелно, најпродавано е топлото чоколадо. Сите што купиле веќе во изминатите години на базарот специјално доаѓаат за него. Дечињата најмногу има многу интересна приказна. Ова е топка, може да ја објасниме? Да, топка, многу луѓе што доаѓаат мислат дека ова е лампион, укра, сапунче, меѓутоа е топло чоколадо. Првично го направив за моите дома. Не бе во план да ги продавам и случајно се погоди таа година да добијам покана за на новогодишен базар, каде што првично почнав да ги продавам и искрено станаа хети, се уште се. Полнети се вонатре со мачмало и со сув микс за топло чоколадо, се ставаат во чашка, се поливаат со врело млеко и вонатре излегува изненадувањето и се прави топло чоколадо. Кој ти бил досега најпредизвикувачкиот колач кој што го имаш направено? Најпредизвикувачкиот во тортите за мене се најпредизвикувачки затоа што има многу елементи во една торта да се изработи. Не само склопување на самата торта, да е физички стабилна, кога се работи нели за повеќе спратни торти. Декорацијата, значи треба да се внимава на температура. Тортите за мене се најпредизвикувачки, не само изработката, туку за мене најстресна е доставата. Затоа што најчесто не ги носам јас и најмногу се плашам за тоа да стигне како што треба, да не е оштета на самата работа, не ми е воопшто тешко.
Дали може би ова ваше хоби веќе ви прерасна во професија? Споменав 15 години активно работите, но сепак си имате, нели, имате завршено финанси, тоа ви е примарната професија. Дали ова најсладко хоби што постои веќе ви прерасна во професија? Да, ми прерасна во професија. Последните 10 години активно се бавам со сладкарство. Да, навистина многу видови, многу голем избор на колачиња празнични. Што се може да се најде еве во вашата колекција која што имате направено за овој празничен период? Така, на базарот тука сме до 31-ви, купувачите може да дојдат да се изберат меѓу џинџербред кутички имаме кои што доаѓаат со сијалички во нив и создаваат стварно топла атмосфера во секој дом. Имаме божикни колачи, тие се со суво овоше во нив, со портокал, со зачини, божикни путер колачиња украсени, топло чоколадо имаме. Ова се чашки направени од кекс за еспресо, може да се пие од нив и на крај да се изадат. Имаме чоколадни колачиња, чашки наполнети со чоколадни бомбици, кои што исто така после ќе си ги користат, нели, чашките се новогодишни. Пуслици имаме, дечињата најмногу се радуваат на нив, како лижавчиња им доаѓаат. И така, се ова убаво, прекрасно да си се засладиме во овие празнични денови. Сега знам дека на многумне се поставува прашањето и кој е рокот на овие колачиња, сепак се работи нели за суви колачиња. На сувите колачиња рокот има од прилика месец дена, сепак е суво колаче, нема тука што да се расипе толку брзо. Топлото чоколадо може да се седи додека му е рокот на самото чоколадо. Како и да јас на сите купувачи им кажувам во рок од месец дена да се конзумираат се, затоа што сепак тоа се божикни, треба да се искористат сега, меѓутоа рокот е месец дена горе-доле на сите. Да, сите оние што имаат можност може да дојдат во трговскиот центар Скопје Сити Мол до 31 декември, но оние кои што немаат можност може и да ве побараат на социјалните мрежи Custom Cakes by Бојана, така што сите се добре дојдени, нели, секогаш ви благодарам, Бојана, на вашето одвоено време. И на вас ви благодарам што дојдовте, стварно ми беше чест и задоволство. Секој што сака може да ми пише, да ми се јави, да ми исконтактира, да порачаат. Се уште примаме порачки, доколку не може, нели, ќе се дојдат тука, може да се избера до 31. Ви благодарам многу.